Radio Ravel 96 FM. Ravel 96 Radio Ravel 96 FM. Radio Ravel. Mezanin. Međuprostor na Radio Ravel. Muzička emisija Mezanin. Devedeset i šest FM. Mezanin. Jedan, dva, tri. Mezanin.
čekori, nokta je premala za moje misli. Potrebni mi se svega tvoj te zborovi, prijatele, ne ostavaj men. Nikoga šas nema da zaboravam, neka može da ti pomognem. Da se pomola, da na tebe nikogaš ne mislam. Noć mi je mal za moj te čekori, nokta je premala za moj te misli. Potrebni mi se svega tvoj te zborovi, prijatele, ne ostavaj men. Nikoga šas nema da zaboravam, neka može da ti pomognem. Potrebni mi se svega tvoj te zborovi, prijatele, ne ostavaj men. Nikoga šas nema da zaboravam, neka može da ti pomognem. Potrebni mi se svega tvoj te zborovi, prijatele, ne ostavaj men. Nikoga šas nema da zaboravam, neka može da ti pomognem. Конечно, здраво живо и добре дојдовте во 236-тото издание на меѓупросторот на Радио Равел, насловен Мезанин.
Стартувавме со наместо со една, со 3 теми од Дените чува, кои вечерва ќе видат наши гости во студиото. Голем повод излегувањето на нивното второ поред албумско остварување. Насловено се вртиме во круг, кој всушност и го најавивме некаде на почетокот на оваа пета сезона од емитување на Мезанин. Меѓутоа еве по неколку месеци конечно овој албум го имаме во целост и ќе го преслушаме исто така вечерва во целост во следните 30 на минути. Но пред тоа ќе одиме со муабет со Јани и со Шон, тие се вечерашни наши гости и нормално не ги забораваме и слушателите, токму вас, бидејќи се вртиме во круг на Дените чува, излезе како подарок CD во списанието Авангард, кое ми се чини дека веќе не може да се најде во трафиките низ градот. Вечерва ќе поделиме 5 албуми, 5 CD-а на Дените чува, така што бидете подготвени, веројатно сето тоа ќе го реализираме во текот на муабетот со Шон и Јане. Одиме со уште 2 теми од нивниот првенец меѓу 4 ѕида, од кои веќе ги слушнавме зборови и соочување. Продолжуваме со Сакам само и вистината најмногу боли, можеби уште со некоја тема, а потоа ќе влеземе во студиото низ разговор со Шон и Јане да го представиме. Се вртиме во круг новиот албум на Дените чува, се надевам еден од вашите омилени домашни бендови. Одиме. Presушувам како река без притока, како солза која ја гледам како паѓа. Ја изгубив љубовта собствена, немам што да подарам, безчувствително можам само да повредам. Сакам само да ме нема, разум близ хартија на кој некој друг е пишува зборови волшебни. Сакам само да ме нема, да бидам таму каде што небесните хорови знаат што пеат. Чувствувам сега сум пред времето, одвратно е тоа што знам, дека треба да останам сам. Ја изгубив љубовта собствена, немам што да подарам, безчувствително можам само да повредам. Сакам само да ме немам, да сум близ хартија на кој некој друг е пишувам зборови волшебни. Сакам само да ме нема, да бидам таму каде што небесните хорови знаат што пеат. Сакам само. – 96 FM Мезанин.
Ovo borba tada dobro i zlo. Znam, istina ta je ta koja najmnogo boli. Sami odsad zakupi. Ovo borba tada dobro i zlo. Sebičnost da ti je doblest. Samo za sebe gledaš, zaprašaj se to što sam si svega. Stoči se so realnosta. Pogledni, ne plaši se, barem obidi se i priznaj laže li si. Sami oca zakupi, ovo borba tada dobro i zlo. Znam, istina ta je ta koja najmnogo boli. Sami oca zakupi, ovo borba tada dobro i zlo. Znam, istina ta je ta koja najmnogo boli. Nikogaš poveke, nema da bideme isti. Od sekogaš podeleni, konfuzni i smešni. Zar ne beše dosta sve to ova ludilo? Ajde probajte, ako možete, izbrišite i uzmite. Totalno zbuniti, so se ma nesposobni, so kreati race, ono predadeni. Nikoga su zrejani, prerano skinati, koliko generaciji treba da pomina. Koliko je prokleto ova geto, odsekovaš podeleni, a Evropa bez granici. Srušeni mostovi, grenati zidovi. Zar je važno na koja strana da vardar pripadjam? Glavi navenati, sočustvo bez čustvo, bez sobstvena odgovornost. Nema istina. Zaprašaj se kane si, sjeti se za koga si. Nikogaš poveke, nema da bidemo isti. Odgovor od nema, da go premolčam. Zato što Македонија никогаш немала поголем непријател од себе си.
Слушнавме неколку теми од деби албумот на Дените чува, меѓу 4 ѕида и конечно ги имаме Шуни и Јане овде. Здраво, момци. Здраво. Ајде да не заспиете да направиме муавет, па после ќе пиеме кафе надвор. Прво жалам за Ливерпул. Јас сум за Ливерпул, што да правиме? Добро, тоа е окей, може жалиш, али ја не гледам уопште ништо завршено, тука нема зашто да се жали. Прво Што- полувреме. Да, затоа што се види дека болја игра има Ливерпул. Болја, да. Нема игра Челси, така да се да ќе биде друго. Добро, и минатија години се покажа дека супер се Ливерпул и дека баш туркаат до крај. Исти Да, оваа сезона со Интер, кого елиминира. Види, во Англија малце подругачи се поставени работи во фудбалов и мислам дека дали примети на крај тренеров Аврам се сега, да. На Челси нема беше баш онака јако што израначен еден. Пак си виде дека и он не е задоволен, си знае дека наредна утакмица пак ќе се мучи. Нема Страф да биде ми е така едноставно. Аврам Гранте, како беше, евреин. Да, земам. Роман Абрамович од друга страна, знаеш. Тоа да, али многу е јако, например, во Ливерпул увек сме си имале баш со другари што гледаме фудбал заедно, сме правеле муве дека тренериве на Ливерпул или например играчиве другачи ние си ги менуваме, дали по име на животно, па не знам, по било како например претходно Жерар Улиен или кога беше тренер на Ливерпул си викавме кучето, пошто многу беше куче француско едно. Ова е Мече Ептен шпанско, Мече Ептен е Бенитес, мислам со многу лоши бркови брадари, Ептен е јако нака. Дори Мечето изгледа е малку срце. интелектуално нешто, као да се води ливчиња, Да, некој да. забележува. Многу е јако дури нели увек Ливерпул ќе даде гол, може води 4-0, но онака не покаже радост нешто. да, cool Увек кога го прашале да вика као па има други 60.000 што може се радуваат, нали, не сум ја тој што треба да се радува. Супер, да. И па добро риса што надимак ќе добие на животно синоќа, пошто ја посрала На животно не, он ние увек го викаме Гоце Богдановски, има еден дечко во Скопје. Личи? Да, со мене што беше во градинка, со мој друг другар Марко на скијање и исти е као Гоце Богдановски. Гоце не можеш шеташ низ град денови. Опасна е работа. Момци, главна работа вечерва, се вртиме во круг, работен наслов, меѓутоа испадне и официјален наслов на албумов. Конечно излезе како додаток на Авангард списанието, на прекрасно списание кое успеа да издржи веќе година дена. Бидејќи кај нас такви списанија обично трупнуваат после одредено време и баш ми е драго што издржа Авангард и ве прави супер потек да го издаде вашето ново CD кое долго го најавувавте, за кое правевме на долго и на широко муавет, меѓутоа сега го имаме пред нас, конкретно и реално, и да позборуваме малку за него. Не можам да го најдам низ градов Авангард. Тоа е супер момент. Не, ги купивме ние сега. Добро, донесовте вечерва 5, бевте фер, така што... Знаеш што ми беше фино, што Петар ми го најде во аеродром во некој Тобако, а сегден из Партизанска, поголеми бутки, оно не можев да го најдам. Петар последните 2 броја ги најде таму и го отворив и Ептен ми се допадна дека морав да ги сечам за да си го направам овотот и ме потсети на некои млади денови да бев девојче ќе речев кога си ја правев куклата која обликува. Ама не сум девојче и нема, кажам така. Ти си свиеше како се... Супер, одлично, одлично. И Коста направил многу фин дизајн, нема. Со Коста ја продолжувате со работката. Си видел со Коста и рече и баш беа задоволни момци и пак ја стуркавме работа. Добро, Авангард веројатно се надоврзувате на уште неколку такви потези кои веројатно Архангел ги започна, како беше со издавање на CD, како додаток во списание. Зашто се одлучивте на... Супер хикс, Point Blank исто направија Така да предоста. по редост. Како имали во тоа добар потек? Па мислам дека има добар поток, зашто да не. Сега да нормално дека ни беше желба да го издадеме онака, знаеш, CD профи со, не знам, можеби Digipek или некоја друга буковка со супер профи. Така беше и првичната Да, варијанта. првично, меѓутоа со тек на време, знаеш, размислуваш, гледаш, еве, што пространство кај што сум бил во продавници, гледаш и таму слабо виши да продажба на CD се губи, не знам, самиот смисол на CD-то као не знам, као предмет као кој ќе го купиш па ќе го отвориш полека, па не знам. Ретко тоа го прават луѓе, опаднате продажбата сега од друга страна добро. Слободно. Да. Тој која ми дека- го збореше, правев интервју со која дека е свежа работа, Продажбата на нели? дисковите последниве години Ние дури катастрофална. и
и со списанието пак на некој начин каснимо до на светското ниво, бидејќи се на светско ниво сите па го даваат преку интернет, нели? Дали Да. free download, па си имаат некој друг бенефит. Radiohead направија. Да. Пенивес го Пенивес. Ма ја се мислам исто дека почнаа. Pearl Jam го започнаа тоа во 90-ти години. Така. Баш кога спласна гранчи еуфоријата и они се повлекоа, почнаа да прокламираат екологија како што сега тоа го прават, нели, Том Йорк и Radiohead, па почнаа преку интернет го дадоа прв пат своето CD и се до тоа се продолжи. Мислам сигурно дека и ние така би го направиле да имавме можност така нешто и така да функционира да функционираат работите. Како дека функционирав како на Кумановски. Да не има некоја линија, Чисто ќе жичка. прашам што е работа. Всушност CD-во е подарок. Подарок е 50 Подарок, денари да. знам дека Авангард кога излезе прв пат беше Ама нас 100 не е. денари, нели? Да. Сега е 50 50. денари, дури Нас Дури ни гага е. нас ни најголем мерак што конечно дискот е кај слушателите. тоа баш. Тоа е после После година ден. после година Некој се- ден онака супер е кога ние го слушаме дома се и некои други го слушаат. Така, тоа е онака и дури позитивни ни се критиките на MySpace, така да се доволни сме. Супер. Има интересна комбинација на песните кога го преслушував CD-то, нели мало навраќање на претходниот албум и мислам дека отприлика 7 со 4, 11 теми има, мислам дека Да, 4 се да. обработка, ново читање на преаранжирање. песните или преаранжирање од првиот албум. Првиот албум. Што ви беше намерата, зашто се одлучивте за тоа? Па вака, прво затоа што од една страна ќе речеш за наши слушатели тука можеби ќе им биде малце, па не би рекол досадно бидејќи пак се некој нов аранжман, можат пак да си Веќе слушнат, да, веќе слушнат. Ама ни беше поинтата затоа што овој диск сакам да го пласираме и надвор со овие песни, нормално сакам да свириме некој надвор од Македонија. Таму со првиот албум сигурно никој не нема чуено. Така да ова би бил, не знам, онака баш од некој нов почеток за нас надвор. А не мислиме дека јазикот е бариера. Дефинитивно, да. Не мислим и не, онака. Но кога го завршивме акустичниот албум, ние почнавме всушност да ја работиме на дистризираната варијанта. И со новите аранжмани сосема спонтано дојде да ставиме некои песни од првиот албум. Па да, уствари и на концертите ги свирате. И на концертите ги диструзирана свираме, така да. варијанта, нели? Супер, да. Тука ќе го заокружиме првиот дел од разговорот, бидејќи ми се пие кафе ептен. Така што ќе почнеме со преслушување на се вртиме во круг. И вака изгледа мотот. Така изгледа мото, јас си го направи, ви кажам. Добро, јас сум во твојата кожа е првата тема, веројатно синглот кој го изнавртевме на оваа фреквенција. Ќе започнеме со него, потоа следат другите теми кои потоа ќе ги представиме и ќе одиме ред по ред со разговорот по преслушување на неколку теми. Ајде. Што ти вреди ако не знаеш кога грешиш? Немој да кажеш дека знаеше, самиот се лажеш. Сега си присилен премногу, болка во себе чуваш страстан, ти
1, 2, 3. Мезанин.
trebalo da bide сега. Така trebalo da bide. A koga ti je najteško, se prašuvaš da li vredeš, bara samo način da se odkažeš od se. I koga mi je najteško, me gledaš i mi veli samo ne, ne se odkažuvaj sega, ne odstavuj. Što go vloživme do сега, doznavаме, što zasluživme, naši otpad go znajeme, treba samo da go doizvodime. Така trebalo da bide сега. Така trebalo da bide. Se prašuvaš da li vredeše, bara samo način da se odkažeš od se. I koga mi je najteško, u tvojte oči gledam motiv da prodolžam, da ne se odkažam. Jedan, dva, tri. Мезанин. Nešto da nedostasува, но гледаш то što сега не го гледам јас. Оставени сами, дали некому сме потребни, од денес за утре, од утре за денес, ништо не се менува. Se vrtime vokrug, nikoj ne primetuva,
прашувај каде сега. Не зборувај ништо, само продолжи вози, немој не застанувај. Дали некој знае, се прашувам каде одиме. Од денес за утре, од утре за денес, ништо не се менува. Се вртиме во круг, никој не приметува. Од бројувањето започнува, не престанува, не завршува. Животот плейбек, во кој се вложува.
некој неврзан муавет за омотот. Добар е, дечки, што се секирате? Добро испадна. Добар. Добро, ги слушнавме Јас сум во твојата кожа, најавниот сингл за овој албум, а потоа следи и фрагмент од мојот живот, сакам само така требало, живот на плейбек и нема ништо повеќе. Уште еднаш ќе најавам дека вечерва доделуваме 5 бесплатни CD-а од се вртиме во круг, така што телефоните се 30 60 400 и 30 60 401. Повелите, авете се ќе направиме еден муавет со вас, тука се Шуни Јани имаат наградно прашање. Ако нешто ги интересира, финтава е дека, како што кажав, не може веќе да се најде авангард, така што ако не успеавте во меѓувреме, ова се обраќам до слушателите да го набавите албумот на Дените чува, е одлична можност вечерва. Уште еднаш 30 60 400 и 30 60 401 да се јавите и да го добиете овој албум. Умци, ај за продукцијата, одлична работа направил Валентино Скендеровски. Јани имаше се едно широко излагање off the record надвор, може да повториме делото, а Валентино... пиеше кафето. Да, кафето делува кај Јане, прилично. И тоа турско е. Добро, турците не си пријатели, знаеш, така што... И да. Валентино Скендеровски, приказната со него. Случајна, ама квалитетна, така беше, нели? Баш така случајно, како што зборев. Значи, почнавме кај Гени, генералот, во Макотекс, да го снимиме прво бубањот, значи тапаните, да кажам. Да ги снимиме, басот, после тоа на снимањето на гитарите улета баш Валентино Скендеровски и се договоривме со него за снимање на вокалите, потоа се преселивме со цел материјал, значи кај Валентино Скендеровски. Кој фино се фати на приказната. Да, мислам добро важно. се уклопи затоа што се најдовме со него и на музика, не знам, и на продукција, и на било што, мислам, све што е околу снимањето од оној легендарен лентаж кој го има, они сите оние бендови, значи кои ние ги слушаме, снимаат на тој начин, значи аналогно, така да и ние тргнавме на тој пат и така го снимивме. Како Супер беше од соработка. 10 дена до 2 години. Да, баш така, беше Добар период. беше прво некој договор као, знаеш, онака на дистанца, као со секој продуцент, кога преговараш и као за колку би можеле да го свирите, па колку би коштало тоа, 10 дена, па да, добра, и ќе стегнеме зуби, навежбани сме, не знам, едно друго. Па испадна 2 години јаче. Да, пријателството си го направи своето, веројатно. Да, се надовме на многу други работи, освен во музиката. Така, да. Па прилично богато звучи овој материјал, нели? Ама тоа е неблагодарно малку се зборува, бидејќи сепак првиот албум ви беше акустичен. Да. Така што овде сето ова е побогато продукциски и аранжирски од ваша страна. Така што освен фантастичната поезија на Шон, не е само моја. Добро, не е само твоја, да. Сите заедно. Доаѓа Мене знаеш што ми беше, извини што ќе те прекинам, само би ми било драго доколку има некоја рецензија за албум. Тоа ми било драго. Сега начнуваме една многу Да. нова и болна тема, веројатно, бидејќи излезе албумов, а нели констатиравме дека сте малку баш присутни во медиумите. На што се должи тоа? На што се должи? Па најверојатно... Ајде гнев малку, ни треба гнев. Да. Не би рекол, ние со сила не се буткаме никаде, така да зашто не нема? Може би, Издиши се. Па најверојатно тоа е политиката на медиумите. Би било добро како кратка вест да не објават дека имаме албум. Меѓутоа најверојатно има некои попаметни работи кои што ги објавуваат. Да, Евровизија сега, знаеш, тоа е многу поважна работа. Или има некои ликови кои што се многу поважни. Така да тоа е тоа. Ние ќе се секој случај ќе се буткаме, што се вика, на наш начин. Така да Ама тоа до сега беше и вашата приказна. би ми било драго ако тоа го примитуваат луѓето, многу би ми било драго. Така, да. Ние немаме спот. Нема да имате? Ке имаме како. Да. Здравје. Најавите во минатиот разговор. Најавуваме и ја не сакам дури веќе ни да најавувам. Ке планирам. Чудно е што публиката што имаме, што доаѓа на нашите концерти, доаѓа затоа што ние сака музиката. Значи, тоа е убав главната поента, така да тоа е најубавото нешто. 30-60-400 и 30-60-401 не слушали некој вечер, човече? Завршили фудбалот. Изгледа заврши фудбалот, да. Наверно чекавме да заврши фудбалот.
ако вклучуваат вечерва Па и во нека општо кажат радио. ако знае утакмицава како заврши. Да, не го знаеме резултатот, Да. нешто интернетов не работи овде. Добро, момци, спомнавте пред каде ќе вртам на друга вода муабетот, спомнавте излез надвор, каква е ситуацијата со таа работа? Имате контакти, обично се пријателство, повторно во прашање. Во меѓувреме свирите долго, запознавате луѓе, сето тоа и обично тоа се тие контакти кои ви овозможуваат да направите негде свирка, да ве чуе поширок круг на луѓе, што е битно и суштествено за ваша работа. Задоволство. Океј, имаме слушател на линија. Ова беше сериозно прашање, мора да го запамтиме, после ќе го изразговараме. 30-60-400 имаме слушател на линија. Здраво, живо. Здраво, овде Трајче. Поздрав до Јане и Шон. Еј, здраво, Трајче. Како сте луѓе, Трајче, добри? добар си. Супер и до тебе, Игор, поздрав. Трајче, нели? Да, Трајче. Платила политичка програма влегува во кампања. Трајче, само за случајно Платете за мене. А, како? после да не се сичи, само кажи ни ја сметката трансакционална. Ни значи во одбивањето. Во која банка ми? И ќе видиш после намераш за телефонот која да го минуте збораме за нас. Чекај, момци, има некој наградно прашање, ајде Трајче, подготви се. Ај, ќе паднам на ова, али ај. Ќе паднам многу. Викаш? Ај, чекај се. Шон, Ај, нешто лесно. Како нешто лесно? второто или прво? Колку кило има Јане? Е, тешко е, ај, не знам да толку да преам. Ајде, знаеш. Ајде, си го видел пред недела две, валјда. Не знам, јако Ако 80, сакаш а? може од до до Да, од дом може. А, од дом. може во опсека, од 80 до 92. Сакаш, ич не ме сакам. Гитариста шкаша, лезе. Да не ти ославил, Јанко? Не, ништо ќе ми купиш 335 една Гибсон да се скрием. Може контрабас ке треба да земам се. Ти Ме ме утам. кажеш. Супер, Трајче ги сакаш да ни те чува, првиот, вториот албум, успеа да го набавиш во меѓувреме или не? Не, ништо немам од нив. А знаеше Уа, дека уа, излезе да, албумот? Како? Знаеше дека излезе на албумот? Поима немам, ич не сум во тек и заради тоа и сега што треба да направиме за да дознаат луѓе? Што треба да направи за да дознаат луѓето? Не, тие што си сакаат таков ту музика си имаат мислам добро се информирани пошто ги видов од списанија пред некој ден. Добро. И епте ми беше кејф што се уште заедно и уште функционираат. Ја дека не сум се заинтересирал заради тоа не сум во тек. Абе на сила не држат родители ми, не си пријатели, викаат вики се, не се растурете, срам ќе пукне меѓу. Ќе прашуваат комшите што бидна. Да, тоа се држиме уште иначе. Очи не си гледам. Добро, дечко, еве го албумот. Момци го донесоа, го подигнуваш во Радио Равел, знаеш Нобелова 5 во Тафталиџа, само кажи ми презиме овде секретарката која ќе ти го додели специјално со црвена лента за да знае кој си и како си. Презимето исто како името, само плюс В. Лачиња донеси. Плюс В. Да, Трајче. Трајчев, човече, ептен си. Да, добро, супер. Фала дечко што се јави, го скрши мразот, имаме уште 4 CD-а вечерва. Да, фала и на вас. Чао, поздрав. Чао, Остануваме тука со Шон и Јане до крај. Остани на оваа фреквенција, значи 30-60-400 и 30-60-401. Јавете се, имаме уште 4 CD-а, се вртиме во круг. Се враќаме повторно на она прашање за излегување надвор. Веројатно се провлекува со текот на сиве овие години наназад. Имаме разни случаи кај нас на музичкава сцена. Од типот никој не е пророк на собствената сцена, па Мизар мора да направат во Лјубљана концерт надвор, па да се вратат назад. Од тоа да биде успешно приказнато овде во овие рамки, па после да се излезе надвор. Каква е вашата приказна? Па имавме нека понуда сега за Словенија, баш се контактиравме со еден бенд кој што сака, не знам, тука да свири ние таму, да направиме нека. Тоа е прилично активна сцена таму, дури и по селата имаат одлични концерти. Одлично функционира. Тем добро функционира, така да може таму нешто да направиме со некои 5-6 свирки таму, па нормално да не испадне се дека идеме само за Словенија, уз тоа да сврземе уште некои други работи. Планиравме на екзит да Тоа е исто убава приказна, да. Why not? Свириме. Што има многу Или во сцени. Загреб. знаеш. Исто и тој може фестивал ќе бидем. Тоа не Лани кај што беа Sonic Youth, мислам дека ти беше. На екзит бе, не, Не, на Beats тоа е Exit, во Загреб. иначе- Има Загреб, телефон. Имаме телефон, ајде. Јас Да, има. Не, слушам. Како слушаш? Па не, тука, слушам, се окей. Ало? Здраво живо. Здраво жива. Се договоривте. Се договоривме да бидејќи имаме само два пара слушалки и Шон Не, моментално ја имам писа, малце. ама Окей, слушам. да, има добар сензор во ушите.
Здраво, како си? Па добро е, да кажем. Кажи ме на почеток име и презиме, па ќе си направиме мал мовет. Невенка Стојановска. Невенка, го имаш CD-то на Дените чува, кој веројатно се уште не си го набавила, нели? Па сигурно. Да, штом се Се јавиш. Па не, можда сакаш да го подариш некому, знаеш. Да. Супер. На кога, на дечкото е? Можда. Супер, супер. Дените чува на назад, ги следиш на концерти, се окей? Па да ти кажам, баш на концерти не им имам отиден, али знам дека ги пуштате доста вака, на Равел и тоа. Како ти се допаѓа оно што представува Дените чува? Нивната поезија, нивната музика, оно што се момци убави, изгодни. Музиката е добра, сега малце вокалот на некои места ко да им шкрипи, ама окей, ќе се средат бајче. Да, не слушам вокалот. Да, добро е што мислиш на шо. Мислиш на, меѓутоа и гледам дека има доста залихи во верот за етим такви работи. Зашто? Малце јајца и тие ствари. Јајца, да. Па не, премногу хормони, знаете, ке си свел и влакне. Да. Мене па баш напротив, мене ми се допаѓа вокалот на Шон, бидејќи во оваа енергична варијанта која е на вториот албум, истовремено темиве нели се од дисторзирана варијанта и се моќни, меѓутоа баш оној благ тон што го има во вокалот на Шон ги на некој начин грубо е тоа, ги омекнува песните, не ви се изразил така, ама во моментов не ми текнува и баш ми се чини дека тој спој одлично функционира. Да го одбранам Шон, Зашто ме браните луѓе? Тоа сакам да кажам. Значи само сакам да кажам дека со ова Игор Јанков ја доби новата работа менаџер. Се види. Промотер. Да, имаше една палка овде врз глава, што не спремеше ако не го кажев ово, така што морам да го кажам. Добро, требаше прашање да поставиме. Ајде, еве Шон. Колку кил имам сега јас? Пази, тоа влие и на гласот, мора. Влие на гласот, да. Па чекај. Од до. Ако влие на гласот, тогаш треба да има малце, меѓутоа. Ако влие на гласот, треба да имаш Мислам малце. дека ги видов кај на Бадмингтон си на концерт, така да би типувала на 90 и нешта. Да, тука си. Точно. Добро. Тоа е тоа. Океј, Невенка, така? Да, Невенка обавезно ќе добиваш CD и би те поканиле нареден концерт, не знам ние кога ќе имаме точно, сигурно ќе преме во брзо време, значи да се представиме со новиот материјал, обавезно да дојдеш. Океј, фала. Поздрав, се најдобро. Невенко, што само да напоменам дека во Радио Равел доаѓаш и го подигнуваш CD-то секој ден од Сабајле од 8 до кај 16 часот во Тафталиџа сме, Нобелова број 5, паралелно со Јана Москоменски и така натаму. Океј. Невинка ја извади, Нема врска. Добро, нема врска, да, не слуша на радио. Океј, ајде да испаузираме малку овде момци, значи останува 30 60 400 30 60 401, ама сум културен 400 од цело време. Така што јавете се, добивате CD. Имам уште едно, да, ова станува интересно. Абе, ја не сум знал дека толку ме слуша. Има? Ајде, одиме во програма. Ајде, Шон и Јане. Ало? Здраво. Кој е Јане? Да. Здраво Јане, Марија. Здраво, Марија. Марија од Драчево, работиме тука и сега се јавувам и многу поздрав. Фала. Каде работите? Во Драчево. Широк поеме тоа. Цело Драчево, во една црква, така многу е убаво, симпатично, да покануваме да дојдете кога сакате. Океј, супер. И многу добро ве слушаме секој ден. Така? Баш ми е драго. Абе, момци се стопивте, ајде. Се стопивме, да, јас се стопив. Знам. Прво прашање. Така Дали ти се свига мојот вокал? Или треба да сменам нешто? Јане? Не, Шон е на телефон. На Шон? Ако не ти се свига, да сме живи и здрави. Не, малку ми е патетичен, само тоа ми смета, да. Иначе, добро е, само нешто малку ми смета, ама изгледа толку патетиката. Аха, така, добро. Да, иначе окей, супер. Ма тоа ни беше целта. Тоа добро е. Значи сега јас сакам едно прашање да поставам која ни е омилена песна за свирење во живо, знаеш ти? Не знам. Последната е. Да. Браво.
Па супер за вас. Добро, значи CD-то се подигнува. Па не знам, после ова... Да, знам, ајде. Да, на Марија обавезно. не Презиме Марија? Са и презиме ли морам да кажам? Презиме, човек. Многу е важно, иначе како ќе го земеш Па цејаш? човече, како утре би те земал за жена? После емисија ќе ми кажам. После емисија. О, флеле. Ајде, не е битно, што... Чест ми е да се јавам за CD-то, ќе ми го дадеш друг пат. Така ли? Да. Окей. Така. Окей. Ајде. Поздрав, чао. Се? Па не знам, останавме без збор. Имаме уште. Да, може да збориме. Да, имаме уште еден слушател, Петар. Не, окей. Добро, ај. Еве звони. Добро. Онлайн, Да, по Нјујорк го нема. Пошто вие ги доделивме, нека издржа техничар уште не го познаем. Заглавивме малку. Петар, имаме уште еден слушател на линија, или? Петар. Добро, може да збориме ние за тоа време. Може. Словенија спомнат. Да, значи таму најверојатно и успут да направиме уште неколку свирки, да не иде само за Словенија. Обично се прави фина турнеја. Барем по балканскиве простори. Практикува неколку бендови наназад, нели? Да. Отприлика врските се тие, некој што знае Белград, знае некој во Сараево, па некој во Сараево знае во Загреб. Така. Отприлика така некако. Можеме, ни треба менаџер. Сето тоа добро да го организира, да ни среди. Да, ајде сега нареден слушател нека се менаџер на Да, значи бараме менаџер. Што ќе сето тоа добро ќе го среди, нормално ќе има процент. Имаме ли? Добро. 30-60-400, 30-60-401, пауза, многу стана топло во студио. Продолжуваме со насловната тема, се вртиме во круг, а потоа и сонував наивно колку малку ни е потребно, нов почеток и на крај навивачката, најзгодната песна. Ајде. Се враќаме после? Се враќаме. Kada
izgubeni likovi se trude da se pronajdat, nepoznati faci voli da se dokažat. Se trudiš da se navikneš, a sepak nešto ne odi. Se obiduješ povtorno, a slušaš jedan odgovor. Sve teša se zanemuva, a tuka se zastanalo. Kada je smrt se gasi trnije, ode naš iščezna me. Vreme toke pokaže, kada izgreši me, se zagubi me. 96 FM. Мезонин. Se naviknat na tebe, kako na predmet koji go poseduvam. Nedovoljno te poznavam, stonuvam naivno, onaka iskreno. Ti prirođam se dvoumno.
Мезанин. Колку малку ни е потребно за да бидеме среќни, а уште почудно колку тоа малку сега нам ни недостасува, се повеќе замени отуѓени. Љубовта ја обезвредивме, се исплашивме од искреноста, ги загубивме вредностите. FM. Мезанин. Что припадем и оставам за
1, 2, 3. Мезанин. Visoko, che sapea nasio glas.
баш да видиме дали уште стои оној муавет, фудбалот одамна заврши. Трајчев, Невинка Стојановски, Марија Сотировска се добитници на новото CD на Дените Чува. Остануваат уште две CD-а, 3064 и 306401 е бројот на Радио Равел. Јавете се, ќе си направиме муавет и мислам дека останува на прашањето колку заедно тежите тоа можеме да поставиме, пошто... Или колку сме тежеле пред 2 години. Тоа е многу важно. Има разлика голема? Да, има. Има. Парите си направи своето славата, junk food турнеи, Junk food. Супер, добро, го прослушаваме од целост албумот. Она клише прашање, колку сте задоволни од него, бидејќи долго го работевте? Албумот? Па види, сега можете и клише прашањето, али одговоров нема да биде клише као сите. Вајде претходни слушатели. Албумот го работев, значи, пред 2 години. Пред 2 години беше снимен и беше завршен 90%. Значи, малце се, не знам, се нечкавме околу миксот, околу такви некои финални работи. Умеѓу време искочен или други работи, не знам, турнеи низ Македонија, други концерти, навијачка песни, такви работи, ради тој се да го влечи. Инаку, сега кој лично за мене зборам, мислам, најверојатно ќе се слушат и други луѓе бендов, дека кога го слушам ово, знам дека сме можеле многу подобро од ова да го направиме. Али ми се свија од друга страна што сме го заокружиле тој период на ваков начин. Значи, секогаш и нареден албум ќе знам дека пак и на тој нешто ќе му фали, што од друга страна е супер. Тоа е фино чувство зашто остава простор за оно што наредно ќе го работите. Баш да влезете со... Тоа е многу фино затоа што сме отворени, затоа што се прошируваме малце повеќе, не остануваш на умницата, па викаш и многу лошо да викаш и супер, ова е најбољето нешто. Никад нема да направиме боље. Да, тоа е опасно, нели? Посебно за луѓето што ве сакаат. Добро, конкретно кога ќе го промовирате албумов? Мора да имате некој план, ќе оставите летово да го преслушаат луѓето или... Па не, летово е многу, ја мислам. Многу е, да. Пак, она, мислам, луѓе на одмори, полиција по аутопут, радари, таму ќе го стават на ретровизор, знаеш, да не ќе фати такви работи, ќе се стопиш веќе. Така да ќе мора сега побрзо. Баш со Шон правевме мувет пред да дојдеме во емисија како да направиме, како ќе биде најдобро. Да оставиме да не збориме, значи како ќе биде, на кој начин. Планираме да биде едно добро изненадување, нешто до сега што не е направено. Не е нормално како луѓе што го најавуваат кај нас со светла и не знам невидно звучење, сосема спротивно. Значи ќе треба пак да дојдеме за да го кажеме изненадувањето. Добро, нема викнам Ливерпул. Да, внимавај тоа. Пошто финалето, нели, баш тоа во секој случај планираме да направиме концертна промоција. Па можеби Македонија да по некои градови да отсвириме. Мислам дека веќе свиревте, нели, во рамки на една... Да, направивме една така турнеја од 10 града. Видовме како е, што е. Како е, што е? Добре. Добре. Таму каде што се рекламирало дека не доаѓаме, поминавме одлично, а таму каде што организаторот не посветил некој внимание, поминавме исто супер. Исто супер. За вас, нели? Да. За тие што дошле да ве гледаат. Нас не беше драго што на самите концерти продававме дискови, маички. Тоа не беше најважно, а и осетивме малце 10 дена како е шетање, гледање, јадење меѓу себе. Малци ние самите си се осетивме кај сме, што сме. Некој мобилен, добро, позадина. Го има ли оној момент, го осетивте кога бевте низ Македонија, пошто имате доста фанови, нели, од Скопје, да ве посетат и во другите градови да ве гледаат? Тоа би било многу интересно. Мислам дека имаш во Охрид, мислам дека имаш. Во Охрид? Ама да не се погоди за време на лето, кога беа луѓе на одмор, или не? Не, во Охрид бевме октомври. Октомври бевме, супер, одлична варијанта. Имаше, знам, некои... Од Тетови и Куманово доаѓаат на наши... Тука кога свираме во Скопје. Тука во Скопје? Да. И тие два града заедно со Охрид и Струга супер поменуваме. Те не се драги да се Еј, тоа е многу фино, да. Супер. 30-60-400, 30-60-401, имаме уште 2 CD од Дените Чува. Изгледа никој не слуша, Не може да се срама. Да, поради прашања, пошто се опасни. Не, добро е, прашањево е колку двајцата тежи, многу едноставно. Да, добро, јавете се, да. Нови песни?
Многу неблагодарно прашање, веројатно, бидејќи ова се новите песни, меѓутоа, Да. бидејќи датираат од малку порано, дали имате нешто ново? Па имаме ново, да, сигурно дека спремаме. Нека одлежи прво и материјал, нека се слуши, сигурно дека ќе Треба малци да го убаво промовираме сега. Да го извежбате. Вежбате денови како свирите или малку сте на стендбај, а? Материјалов извежбам, нема... Не, не овој материјал, онака чисто. Да. Сигурно дека вежбаме, мислам неделава сигурно не вежбавме, али треба да влеземе малце во просторија да спремиме. Сега пошто ќе правиме сигурно концертна промоција, ќе влеземе малце така. Кој простор ви одговара во градов за ваша гледаш свирка? баш интересно сега направивме овој, каде да направиме концертна промоција. Со свирка ќе биде тоа обавезно, не? Да. И сега планираме вака. Значи, да не биде затворен простор, да биде отворен. Идат малце потопли ден. Така. Размислуваме една варијанта, беше Куршумлијан. Така. Одамна немало свирка таму. Одамна немало. Да. Сега не фати малце онака А прекрасен е простор. И акустичен што е одличен. важно, да. Се свикаме дали ќе дојдат луѓе таму. Понатаму размислувавме за ова отворено како сега Кој се, не знам. во парк. Школката? Не фати Игор дека лажеме, не сме зборили. Не бе ова ваму летното кино. не во летното кино. Еј, таму е смрт. А? Поради седишта, не знам, некако непријатно за Да. концерт. И во ова ваму не Колосијум како вика Колосијум, кој мислиш на летното диско? парк бе. Добро, заеби. Не ти текнува. Кога не сте били у парк, човече? Ба ја бев пред 2 дена се шетав, али не до таму. И значи остана Кастро. Ма тоа е затворена варијанта. Затворена Отворена варијанта. варијанта повеќе ми се допаѓа. Така? Ајде предложи простор. На терасата на грчка амбасада. Немаме визи, човече. Тоа е предлог што. Матка? Кој матка дошол? Кој би дошол таму далечко е малку. Качено е таму место. Не, супер е како не. И тоа денски концерт. Само денски. Многу сакаме Отворено денски. само денски. И ви зборев таму прв пат кога ми гостувавте. Автобуска станица. Каде автобуска станица? Па не знам, на Партизанска. Така? Така? Добро. Добро, пријателство нешто со Трифун Костовски, ова простор за 2 сати. Песна една за него и тоа е тоа. Може да ви гостува, пошто и он пее, знаеш. Не, скраде. Добро, поздрав до градоначалникот. Нека не се навредува. 30-60-400, 30-60-401. Има ли некој? Изгледа 20 пати го кажа вечер на телефонот. Имам уште 2 CD од Дените чува. Како да го заокружиме разговоров, ако не се јави никој? Да го заокружиме со момци со среќа. Фала ти на за сето оно што пред се што ни обрна внимание. Тоа е многу важно. Ајде како секоја емисија. Како секоја емисија да се пофалиме. И се надевам поздрав до мама, тато, не до таму. Не, чекај телефон. Има? Има. Океј, одиме со телефон, момци, изволте. Ало? Ало, да, здраво. Здраво. Овдека еден пријател на дечкото од Дените чува, Джени. Джени? Ау! Ало? Име и презиме? Име Драган. Одма те позна старо куче ни. Ти праќам пораки на мобилен, ама гледам не одговараш, па се јавам уживо. Па не смеам, човече, овде сум врзан. Ја искрено не знаев дали ви емисија во уживо, не во појма сега долу под работа и го слушнав познат глас и ја ви само да поздравам. Не, па не е уживо, снимена емисија. Да. И да кажам дека Дените чува се најболја група од Скопје 100%. Фала. Поготово тој тип од малиот, што се види на гитара. Му дале отворен микрофон да каже нешто, лупа глупости. Така да кажа, кажи нешто битно, поздравија Македонија, такви некои работи. Па види, јас многу не се разбирам во уметност. Све сум видел, али ваков другар на Марко, да не виши на моје, јас само сакам да поздравам
мислам. Сакаш себе се? Така и така, ќе дојам некој ден ќе му зјам на човекот. Така Ќе ли? му карам, неќам туку така преку радио, сакам да го зјам него. Добро, начекај го. Поздрав. Поздрав, чао. Добивме CD или не добивме CD? Па не, Јане ќе го начека и ќе го земе. Јас. А, добро. Ти си. Добро, 30-60-400, уште 15 минути до крајот на вечерашниот мезанин, во кој Почна телефони збориме со Шон и Јане. Ја, овде класичар изиграва, момци, добро се запојат. Ајде одиме со следниот. Ало, Да, добро вечер. На телефон е? Го добив телефона овој да го се јавам. Ало? Ме слушате, нели? Да. Ово е телефонот на кој треба да се јавам во Равел. Да, така, тој е телефон. Добро, затоа и се јавам. Добро. Игор, тука е Игор. Игор е, да. Да, Сакаш да го чуеш? Слободителот малку, да. Ајде сега. Ова е као менување слушалка, уствари менуваме слушалици, Владко, шо преш? Добро вечер. Здраво, живо. Стварно жалостно некој да пропадне CD некој, знаеш. Стварно, да. Бино те слушам, возам веќе половина час и баш е забавно. Владко, ќе го потрошиш бензин од паркирање, се молим те, не зези. Сега слушам и до 12 до полноќ ќе вртам из град, нема. Супер. Те запишувам да знаеш. Па да знам, сигурно. Поздрави ги момците. Фала многу. Фала, поздрав, се најдобро. И супер ви е музиката, да знаеш. Супер. Ајде, чао. Дечко, фала што се јави. Чао. Кај тоа беше мојот драг колега Владко Галевски и имам уште едно CD за доделување. 30-60-400, 30-60-401. Момци, што не направивме уште муавет? Не знам, ајде, праши. Музика. Еден, два, три. Мезанин. Everyone makes one mistake. One more time for old time's sake. One more time before the feeling fades. One that's born of memories. One more bruise you gave to me. One more test, just how much can I take? I'm not the one, but you're the only one. Make me feel like this.
96 FM. Мезанин. Feel this real forever. If anything could ever be this good again, the only thing I'll ever ask of you, you gotta promise not to stop when I say when. Мезанин. Меѓупростор на Радио Равел. Уште 5 минути до крајот на вечерашниот мезанин, во кој мои драги гости се Шон и Јане. Влегуваме со уште еден краток блок муабет и напомена дека уште едно CD остана недоделено, 30 60 400, 30 60 401 по 20 пат вечерва. Момци, да го заокружиме муабетов со колку сте информирани авангард. Ја викам дека никаде не може да се најде, меѓутоа може ли некаде го најдат луѓе, бидејќи имате прилично фанови кои се надевам се потепале да го купат CD-о, и како иде таа работа?
Па останало да видиме на крајот на месецот. Да. Начално има луѓе кои што се уште го немаат дискот. Меѓутоа Ја мислам дека сакаат оригинално да го имаат. Не би одело, мислам ќе одел на преснимување. Сигурно. Не може луѓето има ни да останат. Меѓутоа на крајот на месецот ќе видиме дали ќе може да бираме помеѓу една девојка или сите останете на светот. Во секој случај спремаме изненадување и ќе направиме една добра фора за сите тие што го нема дискот. Сакам само вака да не забораваме на крај, значи да им се заблагодариме на сите оние луѓе кои ни помогна. Значи не само околу издавањето и снимањето на албумот, тоа сигурно дека им се благодариме, меѓутоа на сите луѓе кои едноставно ни дадоа поддршка, мислам се знаеме со нив. Сите тие се спомнати и во листата на благодарност во целото. И тие што сме ги заборавиле. Така да благодарност многу голема за тоа што ни дадоа волја и ни дава надеж да обстоиме во приказната, во која што се уште сме. Супер, да, културни момци сте. Па да, меѓутоа важни се луѓето и за бендот, и за самите нас. Супер. Океј, фала уште еднаш за гостувањето вечерва. Фала и на тебе и поздрав до сите слушатели на Радио Равел. Океј. There are migrants Мезанин. Меѓупростор на Радио Равел. Музичка емисија. Мезанин. 96 FM. Мезанин. Westminster Bank. Private, publicised.